Добар ден, драги гледачи, во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Да видиме што имаме спремено за денеска. Наспроти оние модни катастрофи, ми се допаѓа и кога имаме едни урбани и кул девојки кои знаат како тоа да го направат. Не е дека Скопје има само распад и крш систем и квази старлети, има девојчиња кои буквално се бават со модата на еден вистински начин. Ми се допаѓа целата комбинација и како фотографија, ми се допаѓа косата, деталот со наочарите, блузата како е споена со тој фустан и акцентот на белите сандали. Во целина она изгледа одлично, летно и многу модно. Браво! Ја имаме истата девојка во бело-црвена комбинација, одлично искомбинирана, одлично стои таа должина на сукња и највеќе од се ми се допаѓа што ги ставила црните сандали доле, заради тоа што веројатно повеќето би размислувале да отидат на варијанта да стават бели чевли, меѓутоа во овој случај контрастот и тоа како врши работа, одлично. Највеќе се радувам кога ќе погледнам ваква фотографија, кога се станува збор за пар и кога се синхронизирани, односно кога се потрудиле да изгледаат како една целина, така да за ова ќе добијат едно големо да. Халинат, фустанот е одличен, торбата е одлична, чевлите ми се допаѓа затоа што он има црвени патики и стилизирани се двајцата перфектно. Во овој случај сега ќе се јавам на Мерлин Монро да видиме што па и она ќе им каже на нив. Така е, им честита и она се радува. Следно, имаме уште една девојка. Денеска, очигледно, денот ни е малку иза пофалби, која што изгледа одлично, ја третира таа улична мода, има убава средена коса, има одличен мејкап. Не знам дали станува збор за еден вид на фустан или што и да е, пошто не гледам како заради тоа што седи. Го искомбинирала со патики и изгледа супер. Истата девојка, погледнете колку е убава, колку мејкапот не е агресивен, буквално е таков каков што треба да биде и тука немаме чувство како на другине квази старлети дека нешто и смрди под нос. Иако ја има направено на таа поза, меѓутоа изгледа некако по-софистицирано, по-фино едноставно, убава е. Истата девојка, повторно една улична комбинација, одлична јакна, што се вика моторџиска, со шортс, сандалите се супер, акцентот на црвената торба, косата повторно и е средана. Буквално обрнала внимание на сите детали што треба. Измила коса, за разлика од некои други што се шетаат со мрсни косишта. Браво! Погледнете колку ова изгледа буквално како една светска кампања. Жолтиот дукс, капчето, патиките и таа торба како фолија која што е акцентирана напред, меѓутоа не изгледа тоа претенциозно, не изгледа наметливо и не изгледа, повторно ќе кажам, како да се нуди самата себе си, не изгледа како да сака да биде манекенка. Буквално ја третира модата на вистински начин. Браво! Да видиме што имаме следно. Темата невести ја прескокнувам некое време заради од проста причина што кога ги третирам жените, девојките кога се во тој некој изглед или во невестински фустан, заради тоа што мислат дека тој ден е најбитниот ден за нив, некогаш и претеруваат и заради тоа јас скокнувам оваа тема, затоа што не сакам да им го упропастам расположението. Меѓутоа овој пат ќе го протретирам тоа. Не е наша невеста во овој случај и е одличен избор за фустан, минималистички, многу убаво стои на девојката. Убава е косата, убав е мејкапот. Ако се решите за долг фустан, треба вака да изгледате. Еве, тука имаме наша невеста.
Зашто си патиме од моментот да имаме се? Да има и корсет, корсетот да е со камења, да има кринолина, да има многу материјал, да има круна, да има локни, да има чипка, да има кристали, тртка, бемка, пајак, многу шминка. Немате потреба апсолутно. Тоа е тој момент, значи не можеме да се фокусираме на неизе и да видиме она како изгледа заради тоа што има премногу елементи околу себе. Има букет, Бидермаер, кој е во овој случај добар, не изгледа како да го исчупало од некој тревиште. Меѓутоа, самата шминка, круната, велот, халината, премногу елементи кои се непотребни. Веројатно она си се допаднала, меѓутоа многу пофино ќе изгледала доколку нешто од тоа го минимализирала, затоа ќе добие не и затоа ќе се јавам јас сега на Мерлин Монро да видам што ќе каже. Значи, такви невести, Како да ви објаснам дека во 21. век, веќе ова и да скоро и да не постои. Односно постои кај нас, постои на балкански простори, постои на светско ниво, меѓутоа ова не се третира веќе како мода. Урбаните невести, модерните невести, невестите од 21. век не сакаат да изгледаат како од 19. век. Значи, принцеза моментот не се прави вака и затоа ќе се јавам на Анџелина Џоли, пошто она со принцезите скарана. Па ја би го запалил тоа парче и финот се вивна. Али затоа ова е мојот погодок и сакам да им предложам на сите што сакаат да бидат различни, при тоа сакаат да ќе се мажат, односно дента не сакаат, него ќе се мажат и ќе одберат некако си фустан или корсет со сукња и ќе стават ракавици. Направете го тоа на еден многу добар, многу убав начин, каде што ќе изгледате и софистицирано и елегантно, како во овој случај, каде што ќе доликува тоа на вашето тело и како што и ќе ви го одбележи моментот без премногу детали. Значи треба да се случи една револуција кај нас и на тоа поле. Заборавете го принцеза моментот и одете малку во 21. век. И апропо револуцијата, на кој друг ако не на Мадона? Лос Анџелес Calling или у Португалија? Ви благодарам уште еднашка за вниманието и се гледаме утре во уште едно издание на темата мода во Студио 1. Поздрав!